што има напишано една од мајките која што има загубено дете. Ова е во коментар на фејсбукот на Инфомакс, кој што коментар е на објавата на градоначалникот на општина Кочани, кој што вели дека им била намалена платата на дел од вработените во Кочанската болница кои што земале боледување. Сега тука коментира Јасна Марковска, која што вели: "А и на тебе ова да го копирам на овој погоре коментаров што пишав таман да се организирате за донации за медицинскиот персонал. Која медицинска помош бре, детето ми умре за кислород пред болница. Поздрави ги од мене, чекам обдукција и нека се спремаат за на суд. Лично ќе го препознавам болничарот у црвено што кажа дека давале помош на оние кои давале знаци на живот. Укуцај на интернет симптоми при труење од јаглероден моноксид, меѓу кои и кома. А таа модуларна болница од Карши, зашто е направена, памтите ли, за кислород кој го немало, а зашто немало, праша директорката да каже. Кој треба да поднесе барање за приборза во болницата. И последен поздрав до сестрата која побарала мир во манастир зашто си препознала роднини во толпата. Нормално живи и здрави. Ај продужи да ги жалеш, а ако познаеш некој, кажи му дека се спрема за нова траума на суд, ама не Кочанскиот, туку многу поголем. Смрт од задушување пред болница недопрено дете е за кислород и за ништо друго. Ја да сум како тебе ќе барам донации да им се надокнади платата што им ја скратиле. ЦЦЦ. И ова е нешто кое што се повеќе и почесто и погласно се зборува во Кочани помеѓу луѓето што биле повредени или помеѓу семејствата кои што за жал имаат загубено деца, кои што велат дека голем дел од смртните случаи не се настанати веднаш, туку после тоа заради недостаток на кислород.